Кога би сакал да ви проповедам за 10 Божи заповеди, кај е најзгодно место да отворам? Втора Мојсиева, која е глава? 20 глава. Која е 4-та заповед? Добро, тоа е најлесно прашање за вас. Која е 8-ма? Таа е 7-ма. Не кради е 8-ма, 6-та не убивај, 9-та не лажи, добро. Поред, не е толку битно да ги знаеме можда поред, 4-та сигурно не знаеме, колку што треба наистина да живееме на таков живот, но, знаете, од неодамна гледав на интернет едно видео, значи некои наши адвентисти вршат анкета низ град тамо некаде во Америка и први поставуваат прашање. Сега не ми текнува за која популарна личност стануваше збор, ама еве, ја ќе речем дека е Анджелина Джоли, да речем. И сега поставуваат прашање. Првото прашање од анкетата гласи: каде е најновата, значи на кој дел од телото е најновата тетоважа на Анджелина Джоли? И сите како од пушка одговараат. По повеќето, да речеме, 90% точно знаеја да кажат дури и каква е тетоважата и се, значи пратат, следат сето тоа. И следното прашање е: а која е 4-та заповед, знаете ли? Врска немаат. Значи, видите? Да. Ние сите знаеме која е 4-та заповед, меѓутоа луѓето надвор не знаат, повеќе ги интересира каде Анджелина Джоли се тетовирала и каква е таа тетоважа или не знам нете некој нивни идол од овој свет. Интересно. Добро, во ред нема денеска да зборуваме за 10 заповеди, но во истата таа глава, значи Излез, односно 2 Мојсиева 20 глава, значи таа глава содржи еден дел, и сега интересно е зашто Мојсија, односно Бог му го дал на Мојсија ово да го запише, иако знаеме дека поделбата на главите дошла многу подоцна, од кога е напишена, значи, Библијата. Туку еве, зошто веднаш после 10 заповеди доаѓа еден дел кој што зборува за жртвеникот. Односно овде називот е Закон за жртвеник, тој поднаслов. Почнувајќи од 21 стих, ама јас ки читам од 18. Значи, веројатно, Бог сака да ни каже дека ова е од огромно значење. Што ме сместено сето ова со 10 заповеди во, значи тука во пакет, да кажем, на некој начин. Од 18 стих читаме, значи, Излез 20 глава. Целиот народ беше сведок на грмењето и светкањето. Сите го чуја звукот на трубата и видео како се дими гората. Значи, манифестација на таа Божја слава, за која што зборуваше Јани во претходните негови излагања. Гледа и трепереа и стоеа подалеку. Тогаш му рекоа на Мојсија: зборувај ни ти, а ние ќе слушаме. Нека не ни зборува Господ за да не изумреме. Повторно, подсетите се на темата за Божјата слава. Не бојте се, му рече Мојсија на народот, зашто Бог дојде да ви испита, за да остане со вас стравот пред Него, за да не сгрешите. Значи, не случајно првата ангелска вест почнува со зборовите: бој се од Бога и подај му слава. Значи, ако вие имате страв Господов, нема да грешите. И се од 21 стих. Народот остана подалеку, а Мојсија му пристапи на густиот облак каде се наоѓаше Бог. Значи, скриен во тој густ облак, таа негова слава. Рече и вака на израелците: му проговори Господ на Мојсија: сами видовте дека зборував со вас од небото. Не правете покрај мене идол од сребро. Интересно. Господ повторно ги навраќа, иако во една од заповедите, која заповед зборуваше за идоли? Втората. Добро. Сега нашол за потреба за сходно повторно да го истакне овој дел, затоа што знаел што се случувало и што можело да се случи со израелците, често пати запаѓале во идолопоклонство. Знаел, били обколени
со разноразни народи кои што верувале во многу идоли. Не правете покрмение, значи идол од сребро, ниту правете си идол од злато. Значи, со други зборови, не можете никако и мене да ме представите. Ако сакате мене да ме представите, не можете да ме представите. Никако. Направи ми жртвеник. И сега видите ги инструкциите за тоа како требало да биде направен жртвеникот. Направи ми жртвеник од земја и принесувај ми ги врз него своите жртви паленици и жртви благодарници, својот ситин и својот крупен добиток. На секој место што ќе го одредам да се спомнува моето име, јас ќе дојдам кај тебе за да те благословам. Ако ми изградиш каменен олтар, значи, првата инструкција е да биде од земја олтарот. Но еве, ако решиш од камења да го изградиш олтарот, тоа како требало да се направи. Не го гради од делкан камен. Зашто штом врз него ќе го спусти своето длето, ќе го оскверниш. Значи, со други зборови, само насобери камења, какви се такви, без длето, без никаква алатка, и тоа ќе биде олтарот. Не се искачувај на мојот жртвеник по стапалата, односно по скалилата, за да не се открие твојата голотија на него. Че овде гледаме неколку работи. Зошто морало и зошто требало вака да се направи олтарот, за тоа ќе одговориме подосна. Како прво прашање, зошто служел олтарот? Тука имаме и некоја мало објаснување. Значи, тоа е место каде што си пренесувале жртвите во чест на Господа, и тоа било еден вид на богослужение. Тоа е место каде што му се служило на Господа, и видно место заземал олтарот, како што и во светилиштето подосна, кога Мојсија според инструкциите Божи ќе го изгради, олтарот бил веднаш првиот предмет, така да кажам, на кој што верникот, значи човекот кој што доаѓал да ги исповеда своите гревови, ке налетал, значи, на олтарот, кај што требало да се принесе таа жртва. Само да прочитаме еден-два случаеви. Во 8-та глава од Битие, значи прва Мојсијева, после потопот, Ное со своето семејство, единствените преживеани, само што ќе излезат на копно. Што прави Ное? Првото нешто што било е, да му изгради олтар на Господа. 20 стих, значи од 8 глава. И Ное му изгради жртвеник на Господа, зеде од секоја чисто животно и од секоја чиста птица и принесе на жртвеникот жртви паленици. Господ го помириса пријатниот мирис и рече во своето срце, никогаш повеќе нема да проколнувам земјата заради човекот и ветува дека нема веќе да има потоп. Внимавајте овде што вели. Господ го помириса пријатниот мирис и рече во своето срце. Господ го помириса пријатниот мирис, да не мислиме дека на Господа му се свигало печено јагнешко тамо. Пример, па му дошло така убав мирисот. Иако ние повеќето, може би ако сме имале прилика или имаме прилика, јагнешко не толку, знаете, го избегаваме, затоа што има некој карактеристичен вкус, мирис, но не е тоа во прашање. Со други зборови, Господ ја прима таа жртва. Тоа значи тој пријатен мирис. Во Левит прва глава, ги читаме инструкциите за тоа како требало да се принесува жртва. Господ го повика Мојсија и му рече од шаторот на средбата. Еве веќе читаме случај кога станува збор за светињата. И во светињата како требало да иде да се случува тој обред, говори им на израелевите синови и кажи им, значи поучи ги. Кога некој од вас сака да му принесе на Господа жртва од добиток, нека ја принесе или од крупниот или од ситниот добиток. Ако неговиот принос за жртва паленица биде од крупниот добиток, нека принесе машко без недостаток. Нека го доведе кон влезот на шаторот на средбата, за да биде примен пред Господа. Нека ја стави својата рака на главата на жртвата паленица, за да му биде примена, и со тоа да му се покрие вината. Потоа нека заколе јунец пред Господа, а Аароновите синови свештеници нека ја принесат крвта. Нека ги прскаат со неја сите страни на жртвеникот што стои пред влезот на шаторот на средбата. Потоа нека ја одерат жртвата и нека ја насечат на делови,
Аароновите синови свештениците нека запалат оган на жртвеникот и нека стават дрва во огнот. Потоа Аароновите синови свештениците нека ги наредат деловите со главата и салото врз дрвата што се во огнот на жртвеникот. Внатрешноста и нозете нека бидат измени со вода и свештеникот нека изгори се на жртвеникот. Тоа е паленица, жртва палена на Господа за пријатен мирис. Повторно имаме инструкции како тоа треба да се жртвува, како да се принесува на жртвеникот и повторно оно израз пријатен мирис. Сега, друго прашање, дали жртвите, сите овие жртви, кој знае колку говеда, кој знае колку телиња, кој знае колку овци биле принесувани, биле доволни за бришење на гревовите? Точен одговор. Што ни вели Евреите 10.4? Најкраток одговор имаме тука, Евреите 10.4, иако на многу места во Евреите ќе го најдеме тоа, Евреите, значи послание до Евреите 10.4, зашто крвта на биковите и јарците не може да ги отстрани гревовите. И по тогаш зашто, која е поентата, зашто било сето тоа? Тоа крвопролевање, можеме така да кажеме. Овие се лесни прашања, што треба и во сон да ги одговориме. Затоа што тие требале да укажат на некоја друга жртва, жртва која што еднаш ќе се принесе и ќе биде доволна за бришење, за чистење на гревовите, за оправдување. Сега, Јован 1.29. Пак сме во таа прва глава, која што никако не можеме да излеземе веќе неколку саботи, нели, проучувајќи го Евангелието по Јован. Прва глава Јован. Јован Крстител многу добро кажал кога го видел Исуса. Од 29 стих ќе каже, утреден Јован го виде Исуса како доаѓа при него и рече: еве го Божјето јагне, кој ги зема гревовите на светот. Сите тие жртви имале за цел да укажат на Божјето јагне, на Исуса, кое што еден ден ќе се принесе како жртва за сите нас. Или Евреите 10 глава, повторно да свртиме во Евреите, во 10 поглавје, 12 стих. Но тој, се мисли на Исуса, принесе само една жртва за гревовите и за секоја седна одесно на Бога. Или 14 стих. Зашто тој со едно принесување ги направи совршени за секојаш оние кои се осветуваат. Еднаш било доволно Исус да умре на крстот, да се принесе како жртва за наше оправдување, за наше искупување и спасение. Значи, овие жртви укажувале на Христовата жртва. Значи, ако жртвата го символизира Исуса, тогаш ќе ја прашам, а олтарот што символизира? Крстот, Голгота. Ефесијаните 5 глава. Да отвориме сега во Ефесијаните 5 глава. Да ги прочитаме први и втори стих. И така, угледајте се на Бога како возлюбени деца и одете во љубов, како што и Христос ве љубеше вас и се предаде себе си за нас, како принос и жртва на Бога за благопријатен мирис. Ево, повторно и тој израз го среќаваме. Гледаме дека Исус се принесе себе си за нас, како жртва паленица, принос за жртва. Тоа го направи Божјата љубов. Значи, знаете, љубовта знае само да дава, да се даде себе си. Тоа го стори Бог. Тоа го стори Исус, се даде себе си, затоа што не љубеше и не љуби, со вечна љубов, заради нашето спасение. Елена Вајд во 6-тиот библиски коментар на 1113 страна ќе запише вака, кратко и јасно. Знаете, често пати луѓето полемизираат, па што е Евангелието, па кој е Евангелие, нели вечното Евангелие наречено. Елена Вајд запишала вака: висејки на крстот, Христос беше Евангелието. Од ова може да се заклучи дека Евангелието не е некоја, не знам што, наука или било што. Евангелието е личност. Исус е Евангелието.
Павле ќе каже во 1 Коринќаните, токму словото за крстот е Евангелието. Значи, на друго место ќе каже, ние ништо друго не проповедаме, освен Христа распнатиот. И самиот Исус рекол, јас кога ќе бидам издигнат над земјата, ќе ги привлечам сите кон себе. Тоа е моментот кој што навистина има една привлечна сила. Ги привлекува луѓето. Тој пример најдобар пример за таа љубов со која не возлюби Отецот, за да го даде и својот син, да не го поштеди, да умре за нас, за да не можеме да живееме. Сега, ако тој жртвеник, таа жртва, асоцира на Исуса, на Голгота, впрочем, светата вечера е момент кој што повторно не насочува со мислите таму. Тогаш, какво е сега значењето на ова? Зошто олтарот требало да биде од земја? Или пак ако било од камен, тогаш каменот да не биде делкан? Или еве втората работа која беше? Значи, да нема скалила до олтарот, затоа што качувајки се, по тие скалила да не се открие голотијата. Прво, зашто олтарот треба да биде така направен, значи, од земја или камења, каде што не требало да има никаква алатка, никакво длето, ништо. Што би не поучило ова? Треба да се фокусираме, знаете, луѓето денеска во христијанството повеќе се фокусираме на некој начин на крстот, на жртвеникот, па обесили сите на ланчиња, на обетки, на не знам што, да не спомнувам. Пазите, кои се тие кои што граделе жртвеници на високи места? На гори, на ридови. Незнабожците и идолопоклониците биле склони да градат жртвеници на високи места. Затоа што тие си мислили дека на некој начин колку повисоко, толку се поблизу до Бога, па Господ ја прими жртвата. Колку е таму повисоко? Подсетите се на, ќе го спомнам, Мачу Пикчу. Сеќавате таму кај беше во Перу, мислам. Колку скалила има нагоре. Тоа е само еден пример, мислам, имате такви многу. Тоа е само една нивна вообразеност, дека колку повисоко храмот или жртвеникот, вие сте поблизу до Бога. А Господ спротивно на тоа им вели, од земја ќе го направите. Биде ниско, доле. Или ако веќе го правите од камења, не спомнувам никакви високи места, туку да не игра никакво длето, нема, не знам каква уметност, ваква, таква, не знам дали сте ги гледале, сте виделе сигурно и во живо, некојаш јас барем таа во Загреб сум ја видел катедрала во живо, ако не друга. Неверојатно ремек дело. Тоа се цркви, нели, на времето, кој што се граделе во времето на, не знам сега на која доба таму, како ги викаат. Не е битно. Меѓутоа, Господ нема потреба од такво нешто. Господ бара едноставност. На вистинската побожност не и треба уметност, боење, фарбање, не знам што. Тоа е се надвршно. Господ бара едноставност. А иако, нели, требаше боење и тука, нели, да се реновира, да личи, меѓутоа ние далеко сме ние од некои екстравагантни, не знам, сали или било што. Тоа е повеќе присутно, може би, денеска кај католиците, кај христијаните кои зборуваме. Но Бог не бара такво нешто. Сака да каже, жртвата е таа на која што треба да се фокусираме и жртвата е доволна. Треба да се прифати жртвата. А не да се насочиме на нашата креативност, на оно што ние можеме да го направиме. Сваѓате. Ние само треба да ја прифатиме таа жртва која што е дадена за нас. А што е со скалите? Зошто да нема скалило до жртвеникот? Дали рековме таму пишуваше дека за да не се открие нашата голотија. Пак сме на иста бранова должина, да кажам. Што представува нашата голотија? Што вели таму? Зошто во Откровение 3.18, значи кога Бог ја праќа онаа порака до Лаодикеја и оној совет,
откако ќе ја постави диагнозата на Лаодикејската црква, ќе каже што и треба на таа црква, што треба да купи, и ќе каже во 18 стих, меѓу другото, значи, те советувам да купиш од мене злато пречистено во оган, за да се збогатиш, и бела облека, бели облеки, за да се облечиш и да не се појави срамотата на твојата голота. Кога за прв пат човештвото се посрамило, сватило дека е голо? На почетокот Адам и Ева кои сгрешиле, значи. Но што асоцира голотијата? Па нели, потоа се обиделе да се покријат некако, ама безуспешно. Нашата праведност, нашето секојдневно, нашиот живот, едноставно тоа е тоа, голотија. Видите, Лаодикеја смета дека има се, Лаодикејците сметат дека имаат се, а не сваќаат дека се, онака кажано народски, голтари. И ние сме голтари. Треба да сватиме дека сме голтари, едино може да не покрие Христовата праведност. И слепи од озгоре, и што ли не. И друго нешто. Ова ни покажува дека немаме потреба ние да се искачуваме до жртвата, до жртвеникот, затоа што жртвата се спушти до нас. Нема потреба да искачување. Сетете се на тоа Јаков, кога заспала една ноќ таму на каменот, на така нареченото место Ветил. Што видел? Значи скала од небото до доле, значи до доле, допирала на земјата. Можете да читате таму во Битие 28 глава. Допирала до земјата, значи, и Елен Вајт ќе каже дека таа скала го символизира што? Христа. Иако Бог, божествена природа, меѓутоа се допре и до нас, дојде, стана како еден од нас. Еве да читаме Филипјаните, да се подсетиме, Филипјаните 2 глава. Филипјаните 2 од од 5 стих, имајте ја во себе истата мисла која беше во Исуса Христа. Оваа мисла треба да не води секој ден, посебно денеска кога сме пред, значи, чинот на Света вечер и претходно чинот на понизност. Која мисла? Еве која мисла. Кој иако е во Божие обличје, не го сметаше како грабното тоа што е еднаков со Бога. Овде вели, зашто вели не го сметаше како грабното тоа што е еднаков со Бога? Зашто што Исус беше еднаков со Бога, односно е еднаков со Бога. Не го смета тоа за грабното, тоа го има. Он е еднаков со Бога. И иако како таков, се лиши сами од себе си и зеде обличие на слуга, станувајќи сличен со луѓето, стана човек, зеде наша природа, ќе каже Павле во Евреите. И откако се најде во лик на човек, тој се понизи сами од себе си и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крст. Каков пример не остави Исус? Таа жртва се симна доле до нас, до земјата. Нема потребно да се качуваме. А знаете, кога се качувате, и кога ќе се качувате, како да речеме, јас сум качен на 3-4 скали погоре и сега јас ве гледам од озгора вас. Ама од духовна смисла, не дај Боже да дојдеме во ситуација да ги гледаме другите од озгора. Па дури ако ни дојде таква мисла, да не забораваме еден друг има што не гледа од озгора. Над нас. Пред нас е света вечера, треба да дојдеме со ваква мисла. Жртвеникот е долу, на земјата, жртвата е на земјата. Дојде, се положи за нас. Ни даде прекрасен пример за тоа какви ние треба да бидеме. Нема потреба никакво искачување. Значи, не е нашиот Бог како не зна божечките идоли, да мора да се качуваме на високи места, не баре ќе достигнеме, па знаете, Вавилонската кула, со која мисла ја правеле? Да го достигнат небото. Да го достигнат Бога таму, да бидат повисоки од Него. Повторно тие мисли им ги ставил ѓавол, никој друг. Значи, светата вечера е повторно оправдување со вера, ништо друго. Нема никакво наше длето, наша алатка. Не. Жртвата Бог рекол да се принесе на наједноставен олтар. Без никакви скалила, без никакво искачување.
Значи не пристапуваме кон овој чин искачувајки се, подигајки се, туку понизно. Со наведнати глави. И би завршил на крајот со еден цитат од мисли од гората на блаженството. Сите оние кои што ја чувствуваат големата сиромашност на својата душа, а верувам дека денеска сите сме дојдени со таков еден дух. Сиромашни по дух. Ако не е така, да не сватите погрешно, подобро да не сме тука тогаш, денеска. Да не читаме сега Коринќаните, значи што ни вели тој текст, оној кој што ја зема светата вечера недостојно, немој на благослов. Тоа е на проклетство. Значи сите оние кои што ја чувствуваат големата сиромашност на својата душа и сваќаат дека во себе немаат ништо добро, можат да најдат правда и моќ гледајќи во Исуса, гледајќи во жртвата. И олтарот не учи на тоа дека жртвата е таа на која што треба да се фокусираме. Не нашата креативност и она што ние можеме да го направиме. Ние не можеме ништо. Светата вечера повторно укажува на тоа дека ние не можеме ништо во врска со нашето спасение. Денеска уште еднаш, доброволно, ќе речеме, ја прифаќаме таа жртва, примајќи го лебот и виното. И тоа е тоа, нема друго, нема друг начин. А Исус вели, дојдете кај мене во Матеј 11:28, сите кои што сте уморни и натоварени. Тој ве моли својата сиромаштија да ја замените со богатството на неговото милосрдие. Ние не сме заслужни за Божјата љубов, но Христос, нашиот гарант, е достоен на неа и целосно е во состојба да ги спаси оние кои ќе дојдат кај Него. И како тоа треба ние да дојдеме кај Господа? Овака искачени од високо. Какво и да било вашето искуство во минатото? Значи, минатото е и претходната секунда. Тоа спаѓа се до сега. Какво и да било вашето искуство во минатото? Внимавајте. Какви и обесрабрувачки да се вашите моментални околности? Ако дојдете кај Исуса, како беше песната? Јас идам таков како што сум. Ако дојдете кај Исуса такви какви што сте, слаби, беспомочни и очајни, нашиот милосрден Спасител, полн со сочувство, уште оддалеку ќе ви излезе во пресред. Сетите се на параболата. Таткото го чека синот. Оддалеку му излегува во пресред. Уште оддалеку ќе излезе во пресред, ќе ве прегрне со раците на својата љубов и наметне со наметката на својата правда. Тој денеска треба да се случи, треба и дај Боже да биде искуство со секој од нас. Да дојдеме такви какви што сме, но помирени, помеѓу себе, со Господа, такви безпомошни, никакви сиромашни, затоа што ние не можеме ништо. Спасението е Господово дар. Ќе ве прегрне со раците на својата љубов и наметне со наметката на својата правда. Тој не води кај таткото во бела облека на собствениот карактер. Тој не застапува кај таткото и вели, еве ме мене наместо грешникот. Значи, немате друг начин, освен да ја прифатите Христовата жртва како замена за вас, за вашиот живот. Нема друг начин. Инаку, ако не ја прифатите, значи, сучеството во светата вечер ние повторно ја прифаќаме таа жртва. Ако не ја прифаќате, тогаш ќе треба сами да излезете пред Отецот. А што ќе се случи ако сами излезете? Читавме стихови таму. Јанин изборуваше во две теми претходно. Ќе престанеме да постоиме, како што самиот каже тогаш. Значи, еве мене, вика Исус, наместо грешникот. Немој да гледаш во ова самоволно дете, туку во мене. Во ова горделиво, во ова збеснато дете, во овој људко, овој нерани мајко, овој, не знам. Немој да гледаш во него, гледај во мене. Колку и гласно сатаната да ги изнесува обвинувањата против нашата душа. Внимавајте, колку и гласно сатаната да ги изнесува обвинувањата против нашата душа, укажувајќи на гревот и полагајќи си на нас право, како на свој плен, крвта на Христа зборува со поголема сила.
Имаше една песна во англиската песнавка. There is power in the blood. Значи, има мок, има сила во крвта Христова. Да, без пролевање на крв нема прошка, но затоа Исус дојде и го положи својот живот, ја пролеа својата крв за наше спасение. Јас верувам дека денеска сите, без двумење ќе пристапиме најнапред на оној чин на понизност, а потоа и примање на светата вечера, онакви какви што сме, сиромашни, никакви бедни, затоа што ништо не е до нас, се е до Него. И фала му за тоа. Слава на Бога. Амин.